на некој начин имавме објаснување од пратениците кои го поднесоле амандманот, меѓутоа тоа објаснување не го тангира главниот проблем. На некој начин не се допре главната поента на овој амандман. Имено со амандманот се брише рокот до кога најдоцна може да се поднесат овие документи за легализација. Тој беше 31 декември 2022 година. И тој датум веќе е поминат, значи испаѓа дека предложеното законско решение од аспект на роковите е апсолутно депласирано и затоа се сега овие амандмани со цел да се коригира тоа што не се направи до сега, тоа е дека законот не се донесе во некоја предвидена динамика, што пак е нормално производ на нефункционирањето на Собранието на Република Македонија. Имено Собранието се занимава со многу периферни работи, а имаме и големи периоди на немање на седници, поради неможноста власта да обезбеди мнозинство на истите и на некој начин е парализирана работата на Собранието во одредени сегменти од овој мандат, така да овие закони кои се предлагаат со рокови, поради сваќањето на некои дали се поважни или помалку важни во однос на некои други работи кои ги работи оваа собрание, почнуваат да бидат тотално депласирани. Односно, роковите се сами по себе пробиваат уште не донесен законот. За овој закон зборевме еднаш дека во суштина легализација на нешто што е нелегално, секогаш има дилема, некои ќе бидат за, тие што добиваат, останатите кои си купуваат легални возила, кои си ги плаќаат давачките према државата, ги ставаме сега во подредена ситуација да тие имаат плюс издатоци, односно на некој начин биле во подредена ситуација, иако редоследно си ги завршували ревносно сите обврски према државата. Мнозинството е евидентно, нели? Имате мнозинство, сте наумиле дека ќе го донесете овој закон. Законот реално ќе помогне на некои луѓе кои ги имаат овие машини да ги стават во јавниот поредок на државата, односно да можат да ги легализираат истите и да ги регистрираат и без проблеми да ги понатаму користат. И после оваа седница на комисијата ќе остане фактот дека од Министерството за внатрешни работи имаме сугестија дека треба да се преиспита овој закон, значи да оставиме опозицијата настрана. Значи и во самата влада има луѓе кои сметаат дека вакви работи треба умесно да се осмислат пред да се донесат. Значи тоа јасно ни го кажува како став Министерството за внатрешни работи од безбедносни аспекти, од можности за злоупотреба и така натаму и така натаму. Да не должам многу, со амандманот се трга рокот кој веќе е депласиран. Не гледам овде рок, што значи тоа ќе се уреди со некој од другите амандмани, ќе дискутираме за тоа понатаму. Благодарам. Благодарам.